бидејќи многу волци били тие. Волци кои тргнаа да ја плячкосуват Македонија. Место економски да ја зацврстат, бидејќи таа треба да биде силна за да помогне за другите делови да се обедини. И се појави многу партии, борба за власт. Место да се обединуваат, тие се распарчуваат уште полошо. Може ќе ми замерите што зборувам така и може би и некои други тоа ќе го слушнат. Ама вистина е. Волци се појавија да ја плячкосуват Македонија, да ослабнат економски. И тоа и самите го знаете. Многу водачи се појавија. Едни леви, други десни, па средни, па не знам какви. Сите кој од кого повеќе да лажи. И се гледа дереджето до каде ние. Да ви кажам, па сега одново многу се израдува дека шиптарите направија некаква си платформа во која што барат некои работи, нели? Сите ги слушате на телевизија, ќе си кажете, па зошто сум се израдувал? Се израдував дека одново гледам пробудување на овој народ. Духовно пробудување. Сите се втурнали само во материјалното. Да плячкосуват. И се градели дом куќа, ако сите од неја изнесуват. И сега овие денови кога гледам вака народот духовно се пробудува, изборуваат дека живот ќе дадат за Македонија, дека последна капка крв ќе дадат за Македонија и името него даваме и што не слушаме. Дај Боже да е така. Ние понекогаш се молиме за пробудување на овој народ, ама духовно сакаме да се пробуди. Духовно да се пробуди и да ја научи вистината. Да стане искрен, честни луѓе. А тоа пробудување само може да биде кога сите македонци ќе се обратат како тој што го спомнавте првиот македонец кој викнал за помош во Македонија. Ама нема ги тука да се појават тие работи. Не знам дали ќе се сетите, пред неколку години имаше еден христијански марш. И сега, одново така го спомнувам тоа со пријателот Тихомир, велам, кај се тие водачи од црквите да се соберат сите, па да се договорат, па сите да го повикат народот, па како тој првиот македонец да излеземе и да почнеме и ние да викаме за помош, а најсигурна и добра помош само од Господ може да ни дојде. Само од Него. Бидејќи без Него нема ни мир, ни слобода, ни радост, надеж. Јас мислам дека тоа што го реков е точно. Па вие како сакате го прифатите. Јас сум македонец. Не можам да видам друго. Таму сум бил македонец и тука сум македонец. Иако кога дојдовме тука, не викат бугари. Тие
во Бугарија, од овде кога ќе отидат, им викат Срби. Најлесно да го уништиш македонецот, да го поделиш на делови. И во мозокот, а и така партиски. Едно време, пред много години со Тодор се запознавме во Влаје. Бев еднаш кај него на канцеларијата там, разговаравме некои работи. И ништо друго не ни останува, луѓе, освен еве, ако некој од вас се познава со владиците, со луѓето кои што се духовно зрели и здрави и обратени луѓе, да ги повикат на еден состанок, а не меѓу себе да се мразиме. Зошто? Зашто ти си имаш свој поглед кон верата. Ти веруваш дека така ти е исправно да веруваш во Бога. А верата во Бога е лична работа. И само така можеме да дојдеме до единство. Само така можеме да постигнеме многу работи. Бидејќи ќе станат честни и поштени македонци. Нема да бидат љубоморни, нема да бидат завидливи, нема да бидат преваранти, нема се најлошите работи нема да ги има во него. Ако навистина верува во Бога, бидејќи во Словото Божјо многумина од вас знаат дека пишува, кога вели Исус, јас да бидам во вас, вие во мене. Ако бидеме така, можеме ли ние да се лажеме и да се мразиме? Ако истиот Бог живее во вас, живее и во мене. Тоа е невозможно. Едино само ако си еден лицемерен македонец, наречен така. Благодарам на вниманието. Благодарам на братот Тале. Ѓорги Јанчев ќе сака да зборува? Ѓорги го немам снимено се уште, се надевам дека ќе даде Господ. Не се познаваме, да се запознаеме. Знаеме сега, требаше порано ми кажете да се подготвам. Ако кажете ви од срце што сакате, ова е слободно. Добро вечер на сите. И многу ми е драго што тука гледам и мои пријатели од постаро време и луѓе од јавноста, од публицистиката, од радиото, артисти од театарот, Македонски конгрес, Академија на науки. Многу сме малку овде, може да се собереме во еден пајтон, што велеше Гане Тодоровски на времето. Сакам да кажам нешто. Овде многу се збореше за Севишниот, за Seможниот и за некој Божи катастар. Нашата република сега, прашам, дали има на свој катастар? Овде на првиот прочитах македонци од Пиринско. Во катастар, кога се прави, тамо се кажува атар, село, име, место, викано така и така. Пиринско, што е Пиринско? Пиринско пиво. Зашто не се каже Пиринска Македонија? Значи, тоа е идентитетот наш. Ние, што дојдовме тука, и Талев, и тука има и неколку уште други како мене, ние сите се кажувахме, прво не вика дека сме од Бугарија. И ние почнахме да викаме дека сме од некое село Малешевско, пошто Малешевски се зборуваме и никој не познаваше дека. Но, секаде кажувахме дека ние сме од Пиринска Македонија. Бевме, тука и Ташко Јованов, на Илинден лани, не лани, полани беше, имаше друштво
од Благоевград, поранешна Горна Џумаја, Пиринска Македонија, сега во Бугарија. И таму никој не ги најави кои се тие луѓе што играат и што пеат песни убави, а на крај, по моја интервенција, таа што водеше таму на бината, кажа, тоа беше Друштво Победа од Бугарија. И толку. И са луѓето што дојдоа, па викан, ние сме од Бугарија, ама сме од Пиринска Македонија, од тоа што го кажа и Талев. Така да, мислам, Божиот катастар, треба и ние да си направиме катастар, со точно име, значи, за да имаме идентификација. Значи, ние сме по тој катастар, затоа се идентификуваме како македонци. Кога тргнах прво оделение во село Грамада, тоа е Горно Џумајско, сега Благоевград, тогаш уште беше Горна Џумаја, даскалот прво не праша. Кога ќе сидете дома, ќе прашате родителите дали сте македонци или българи. И ние тоа го направивме. Татко ми рече, ти идеш, ќе му кажеш на даскало, дедот ти Костадин е со Јане Сандански беше учета и дека сме македонци. И јас имам документ под 59 година од 7-то класно училиште дека сум завршил и таму пишува Ѓорги Петров Костадинов, македонец по народност. Така да, не сакам многу да должам, минатото е минато, не треба да го заборавиме. Сегашноста правиме ние веќе сме во пензија, гледам тука и многу има такви како мене пензионери, но младината веќе ја нема. Читах една книга скоро од германски автор, тоа на македонски издадена, Балканот после Втора светска војна. И во таа книга пишува дека тој германски автор, јас многу не верував на тие декларации, дека Република Македонија, значи 2009 година подпишала договор дека во Бугарија нема пиринско македонско малцинство. Значи, тоа сам го чул, дали е така, не знам, но тука луѓе од јавноста може да знаат повеќе, и новинари, од радио, публицистика, македонски конгреси, така. Па, уште нешто ќе кажам, але зборуваше за духовната способност, за духовното обединување. Јас исто тоа го сакам. Ние друго не можеме да направиме, да си го чуваме јазикот, на Пирин да остане, традицијата, а јазикот ни е татковината прва. Това не сам го кажал јас, го кажал многу поумен човек од мене. Мислам дека е Блаже Коневски или некој друг пред него, не е важно. Кој е, важно ние тоа треба да го знаеме. А сега, после веќе 30 години Република Македонија, во Горна Џумаја, сега Благоевград, има универзитет амерички, има и универзитет бугарски, Западен универзитет го викат. Таму има студенти од 40 држави. Нема македонски културен центар, нема македонски конзулат, како што има бугарски у Битола, да речеме. Значи нема репроцитет никако во тие меѓународни односи. Друго, и не треба ние да чекаме Севишниот да ни скопа лозјето со молитвата само, туку и мотиката треба да заеме, и затоа сме во таква ситуација. Сегашната ситуација ни е најлоша, ради таа состојба што поделбата е леви, десни, нема центар, кој да направи баланс. Центарот треба некои други да ни го прави. Од 120 души, 100 души не можат да се договорат за ништо. Друго нема што да кажам, некој ако сака да ме праша нешто, нека повели. Благодарам многу, ето што ми се даде таа можност да се видиме живи и здрави и друг пат, во други и поубави прилики, малку повеќе така. Благодарам. Благодарам на братот Ѓорги. Значи, ние имаме 16 документарни приказни, кои ги има на YouTube
ќе напишете Тихомир Стојановски на Google, уште еднаш се извинувам што техниката не успеа да го прочита последниот материјал кој е правен во HD техника и плеерот го читаше без монитор, само на компјутера кога се вклучи се закочи. Секако тие ги има, пуштени се на телевизија Сонце, додека ги снимав на вистина за само 7 дена успеавме да снимиме 10 луѓе. Првото прашање што ми го поставија таму, каде сте до сега? Не сакаа да зборуваат. Јас им реков, јас не сум државен службеник. Јас не припаѓам на владата и на власта. Јас сум човек како и вас, јас следам дарбата што ми е дал Бог да изслужам на татковината, на својот народ и на Бог, така размислувам. Потоа ги снимив тие луѓе, додека снимавме често ми течеа солзи, на едно место се појавија ченгета во Сандански, тогаш сватив дека сум на непријателска територија, дека никој не застанува зад мене да ме штити, ниту да ме финансира, освен мала група на луѓе кои символично помогна. Јас ги нареков Богомилско движење, не смеам да ги објавам затоа што Бугарија е Европејскиот сојуз со рокчињата. И човековите права во тој сојуз како во Егејско и во Пиринско. Пиринско е област, затоа што ако има Пиринска Македонија, а Ѓорѓе е правник, тогаш има и Вардарска Македонија, тогаш има 2 Македонии, и има и Егејска Македонија. Тие се области, а Македонија е една. Republic of Македонија, односно Македонија која е запишана во катастерот. Често ми течеа солзи, не можам да ги раскажам тие моменти. Кога поминав таму, не знаев дали ќе одам, дали нема да се вратам. Стојан ме испрати до границата, во една кавга им реков вака, ми рекоа ќе ми ги земат материјалите. Јас им реков во манастирот Свети Јоаким Осоговски, по неколку дена требаше да се одржи бугарска драма на фестивалот, театарски игри, и им реков, ќе влезам таму ако ми ги земете материјалите, со еден стап, и ќе ве размлатам сите и ќе направам таков скандал, па дојдете да ги земете. Беа 20 души во просторијата, вака застанаа. И јас им реков, јас верувам во Бог и Бог мене ме штити. Верувам во Исус Христос, а вие што сакате правите? Тој ми вика, јас верувам. Па ако веруваш, тогаш ќе знаеш Божиот закон. Македонија подпишува нешто, а не размислува. Љуби го својот ближен како себе си. Ако јас не можам да го љубам мојот македонец во Пиринско, во Пиринска Македонија и во Егејска, да играм представи таму и да пеам, за каква љубов ние зборувавме? Не можеме ние да ги кршиме Божиите закони, било под политички притисок, и да очекуваме дека Македонија ќе оди напред. Јас така мислам и верувам. 25 години се зад нас, 3 години не добиваме средства за оваа манифестација, овде доаѓаа 60 македонци и пееа песни. Од Егејска Македонија, од Пиринска, од Албанска Македонија. Зошто тие не се тука, никој не ми објаснува. Како што на театарот 7 години, кога не ми даваа представи, тие мислеа дека е готов театарот. Јас им реков вака, луѓе, овој театар не сум го создал јас. Јас не ја барам својата правда. Има друг што ја бара и кој што ќе суди.